Се враќаме во студиото, тука е господинот Владимир Петревски од Фондацијата Метаморфозис. Господине Петревски, добро дојавте во студио 10. Добро ве најдов, фала за поканата. Вие неодамно одржавте една конференција која се однесуваше на борбата против дезинформации. Вие се занимавате со тоа подолго време. Дезинформациите, како што знаеме, за жал, се прилично присутни во јавниот простор. Предизвикуваат опасност за креирање на јавното мислење, може да бидат и таква, може да предизвикаат и друга многу по-конкретна опасност, некогаш доколку се може да бидат навистина штетни за општеството. Вие одржавте на конференција на која се зборуваше за тоа, се зборуваше за повеќе аспекти. Еден од нив е дека земјите од Западен Балкан се уште немаат потребни правни, технички, институционални заштитни мерки за заштита на правата на луѓето од интернет. Знаеме дека Европската унија има донесено една дигитална агенда или закон за дигитални услуги, да речеме, кој во целосно ги таргетира сите тие моменти. Ние го немаме тоа, иако треба да се усогласиме со Европската унија. Да, значи, дезинформациите не се само да се каже дали нешто е точно или неточно, дали нешто е вистинито или невистинито, иако тоа е многу важно во едно демократско општество. Значи, демократските општества, демократијата подразбира договор. Тој договор е конкретизиран во уставите на земјите, во законите на земјите. И тој договор е многу важно да се почитува. Како основа на почитување на тој демократски договор во демократските општества, многу е важно тие да имаат интегритет на информациите. Значи, она што се вели, имате право на сопствено мислење, ама немате право на сопствени факти. Значи, фактите се заеднички за сите нас. Фактите се факти. Да, фактите се факти и за демократијата да може да функционира, не можеме да дозволиме фактите да се манипулираат и дезинформациите да царуваат во јавниот дискурс, затоа што потоа имаме проблем во креирањето на политиките. Значи, не можеме да креираме политики кои би биле демократски и кои би ги штителе интересите на граѓаните. И проверката на факти во денешно време, значи со развојот на дигиталните технологии, особено со преплавени сме ние од онлайн платформите, од социјалните мрежи, тие можат да бидат многу лесно изманипулирани, што значи дека ние мораме да се грижиме за интегритетот на информациите, зашто инаку на површина испливува сето она што е негативно, зашто на социјалните мрежи, зашто ќе говориме. Во оваа глобална ситуација, во оваа геополитичка ситуација во која што се наоѓаме, каде што има многу промени, каде што работите многу брзо се менуваат, каде што имаме неавтентични актери кои сакаат да наметнат своји интереси на штета на интересите на другите, проверката на факти е и безбедносно прашање. И тоа треба да се свати дека дезинформациите во денешно време се користат за да се наруши нашата безбедност и затоа меѓу останатото мораме да се справуваме со нив. Сега, во Европа, во Европската унија е усвоен тој закон за дигитални услуги, кој нуди многу заштити за граѓаните на Европската унија. Например, според овој закон, она што е најважно кога станува збор за борбата против дезинформациите, онлайн платформите, големите онлайн платформи се обврзани да преземаат мерки постојано во борбата против дезинформациите. Значи,
Они мора да ја следат ситуацијата на собствените социјални мрежи, да гледаат што е тоа што е многу вирално, што е она што се шири, дали има така наречени неавтентични актери, значи одеднаш да се креира мрежа на лажни профили кои агресивно шират дезинформации, потоа да гледаат да нема злоупотреба на технологијата за ширењето на тие дезинформации, нели, во голема мерка, пред голем број корисници, дури и кога тие корисници не сакаат и не барале да ги гледаат тие дезинформации, така што покрај тоа мора да се справуваат и активно со нелегални содржини. Значи, на социјалните мрежи има многу работи што вие не смеете да ги споделите. Значи, покрај оние содржини што се незаконски, социјалните мрежи имаат така наречени стандарди на заедниците, каде што кажуваат што све не може. Например, не можете да споделувате материјали кои што се под копирајт, значи кои што се под авторски права, значи не смеете. Кои што се нечии. Да, нечии. Не смеете сега ако излегла некоја книга, вие не знам сета книга да ја споделите на социјалните мрежи. Не знам, и авторот потоа да не може да, не знам, да го продаде својот труд. Потоа, не смеете, например, да објавувате содржини, например, кои содржат дерење на животни. Да не зборам за мачење на животни. Не смеете да објавувате говор на омраза, никако. Не смеете да споделувате, например, мементо мори, например, фотографии од починати лица. Има многу, не знам... Тоа не смее, тоа не сум знаел. Да, не смее. Значи, не смее. Едноставно, социјалната мрежа во нивните стандарди за заедниците го има тоа утврдено. Не смеете, не знам, да продавате дрога, алкохол и оружје. Значи, да нудите на продажба. Не смеете да, не знам, промовирате белоробје или трговија со белоробје. Значи, има многу работи. Потоа, не смеете да спамирате. Значи, не смеете некоја содржина да ја ширите пред огромен број корисници, без тие тоа да го побараат. Сега, Законот за дигитални услуги ги тера, значи, социјалните мрежи, сето ова да го следат. И сите социјални мрежи имаат своји тимови за модерирање на содржини. Во најголем дел тие се на далечниот исток, например Филипините, затоа што на Филипините, нели, одамна тамо е големо влијанието на САД, па многу луѓе знаат англиски јазик тамо, цената на работната сила е ефтина, но има и ширум светот, во сите земји од светот, за, нели, луѓе што го знаат јазикот на земјата да можат да реагираат. Законот за дигитални услуги едноставно им вели на социјалните мрежи дека мора активно да се бават со спречување на незаконски содржини и дезинформации. Секои 6 месеци тие мора да доставуваат извештаи до Европската комисија, кои Европската комисија ги разгледува и ги одобрува или не ги одобрува. Да, но Македонија не е усогласена со тој закон. Да, Македонија не е усогласена, значи немаме таков закон. Законот за дигитални услуги предвидува и тие национални координатори за ДСА. Можно е, мислам, ние немаме закон за тој закон, арно, ама со оглед на тоа што целата наша законска регулатива ние се стремиме да биде прилагодена на Европската Унија, можно е такви да се воведат и кај нас, ќе видиме. Она што нам ни треба, нели, како држава, е да исто така да донесеме таков закон, со оглед на тоа што сета друга регулатива не е, нели, прилагодена или истоветна со регулативата на Европската Унија, не би требало да представува никаков проблем и овој закон да се усвои и да се почитува. И тоа, нели, ќе ни олесни кога ќе почнеме да преговараме со Европската Унија за членство. Кога сме кај факт чекингот кој го правевте вие и не знам уште ли го правите за Facebook, тука има доста нејасноти или да речеме манипулации во однос на тоа што се прави, како се прави, ве обвинуваат дека вие сте
цензури на Facebook, што вие всушност не сте, има доста тука да речеме некои небулози во однос на вашата работа кои се шират во јавноста, се разбира. Па така луѓето, мисла дека вие им ги бришете постовите, им ги тргате, не им давате да ставаат одредени содржини кои не се прифатливи и така натаму. Да, за жал, има и многу дезинформации околу нашата работа. И она што сега се случува на политички план околу не знам иднината на проверката на факти на социјалните мрежи придонесува кон тоа. Значи станува збор за забуна каде што се меша работата на тимовите за модерирање кои се дел од социјалните мрежи, значи членовите во тие тимови се вработени или се контрактори на социјалните мрежи. Работат во Facebook. Работат, да. И ние проверувачите на факти, кои што сме нешто сосема друго. И да, за нас се вели дека не знам, дури и во, ми кажуваат колеги, дури и во редакции се зборувало дека ние можеме да бришеме профили, што е неверојатно, се разбира дека не можеме. Или дека бришеме содржини. Значи, дали тоа некој мисли дека јас можам да отидам, например, на Facebook страницата на владата и да земам тамо сега што е ова и да земам да бришам. Мислам, се разбира дека таква работа не можам. Мислам, дури и да сакаме, такво нешто не можеме. Значи, ние ништо не бришеме. Ние само додаваме контекст. Значи, ако забележиме дезинформација, ние сме обврзани да докажеме дека тоа е дезинформација. И ние пишуваме текст, пишуваме рецензија, каде што со аргументи докажуваме дека нешто е дезинформација. Вие кон Facebook? Да, значи ние имаме договор со компанијата Мета, да. која што е собственик на социјалните мрежи како Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp и вршиме проверка на факти. Ама ништо не бришеме. Значи, ние можеме да напишеме рецензија и можеме нешто да означиме. И имаме само 5 видови на ознаки. Значи, дека нешто е дезинформација, дека нешто е делумна дезинформација, дека нешто е манипулација, она што се вика недостиг на контекст. Најчесто е тоа, оние сензационалистички написи или кога во насловот се вели едно, а во текстот се кажува друго. Потоа изменети содржини, така наречени фалсификувани содржини, не знам, фотошопирани фотографии, манипулирани видеа, она што се вика deepfake денеска, каде што се манипулира нечи лик и неговиот глас, и тој кажува едно, за да помислите дека тој тоа го кажува, а уствари нема врска, тоа е сето со вештачка интелигенција. А сега, особено со AI, е прилично лесно тоа да, тоа е прилично лесно и веќе почнува да навлегува и кај нас, иако ние веќе подолго време го рецензираме такви содржини, затоа што ни доаѓаат од странство и се споделуваат кај нас. И петата оценка што можеме да ја дадеме е сатира. Значи, некоја содржина за која што разумен човек може да биде измамен, да помисли дека ова е сериозно, а уствари да станува збор за сатира. Или обратно, да помисли дека нешто е сатира, а дека е виц, а уствари да станува за сериозна работа. Значи, тоа се тие пет оценки ние можеме да ги дадеме и тоа е се, ништо друго. Сето она, не знам, на луѓе кои ќе им избришат некој коментар или не знам, нешто кои ќе им отстранат или не знам, кои ќе добијат некоја порака дека нешто било спам, тоа нема никаква врска со нас. Апсолутно никаква врска со нас. Има и обратен момент што го имаат забележано, особено некои колеги го споделуваат тоа, кога има некои постови кои, ајде да речеме, очигледно е дека се одржат говор на омраза или очигледно е дека се одржат такви елементи и покрај пријавата тие потоа повторно не се отстранети. Добро, ја мислам тоа, како што реков, нема врска со нас и не знам што да ви кажам. Тоа е значи работа на Facebook. Па да, предпоставувам, да, ја не можам да говорам во име на Мета.
Значи, не знам што да речам, ја од она што го знам за социјалните мрежи, значи, Facebook има 3 милиарди корисници. Значи, секој еден од 1000 или еден од 10.000 денеска да поднесе некоја жалба, тоа се 300.000. Значи, тука Дневно, да речем. Дневно, Да. да. Така што станува збор за огромен број корисници и не знам тука што да ви кажам. После најавата на сопственикот на Facebook дека ќе се смени начинот на проверка на факти, направено ли е тоа? Сега сменет ли е? Он рече дека ќе се премине на тие community notes, како што има Twitter, да речем, X. Да, значи, таа најава на господинот Марк Закерберг беше, за жал, беше нејасна. Нашата Европска асоциација за стандардите при проверката на факти излезе со став дека таа негова најава беше од политички причини и ние застанавме за ставот на нашата Европска асоциација. Она што ние можеме да го кажеме и она што ние го знаеме од јавни извори е дека прекинувањето на соработката се однесуваше на проверувачите на факти во САД. И таа соработка сега пополека се прекинува во САД. Тие community notes или белешки на заедницата пополека се воведуваат на социјалните мрежи на Мета. Тие сега се во експериментална фаза. Што ќе се случува во остатокот на светот, се уште е нејасно. Значи, ние немаме никаква најава добиено, така што соработката продолжува. Што ќе се случи понатаму, ќе видиме. Инаку, би сакал да кажам нешто во врска со белешките на заедницата. Значи, ние ги имаме истражувано и она што е многу интересно, значи, е начинот на кој што тие функционираат. Значи, социјалните мрежи, тие нели постојат и на Twitter, на X, тамо социјалните мрежи ги гледаат политичките ставови на корисниците, значи какви ставови имале во минатото во нивните постови и овластуваат извесен број на корисници да можат да објавуваат белешки на заедницата или да гласаат и гледаат да има баланс меѓу двете страни со спротивставени ставови и потоа тие и само ако од двете страни се согласат корисниците кои што се и од оваа политичка опција и од другата политичка опција, тогаш нешто се објавува. Сега, што значи тоа? Тоа значи дека огромен број дезинформации не се... Значи, огромен број на белешки на заедницата кои биваат напишани, не биваат објавени. Значи, не знам, според истражувањата на нашата Европска асоциација за факт-чекинг, не знам, од 10 дезинформации, дали на една ќе има белешки на заедницата. Потоа, дури и кога ќе се објават, на 15% од тие белешки на заедницата како доказ се користат нашите проверки на факти. Значи, некој ќе напише белешка на заедницата и ќе стави линк до рецензија на некој факт-чекер. И ние сме трет најважен извор во тие белешки на заедницата. Не знам, на прво место беше Google, на второ место е Википедија, на трето место сме ние. Така што повторно работата стигнува до проверувачите на факти, ама без таа соработка ние што ја имаме, најдобро би било и проверувачите на факти да си ја работат работата и да има белешки на заедницата. Ама што ќе се случува? Тука многу зависи, ќе видиме Европската унија каков став ќе изгради, како ќе се толкува законот за дигитални услуги, ќе видиме што ќе се случи. Да. Господине Петровски, за жал, покрај сите овие заложби, покрај сите апели на медиумите, обиди да се на некој начин да се едуцира населението, сепак имаме еден огромен број на дезинформации, огромен број на манипулации,
огромен број на лажни вести на социјалните мрежи, пред се зборуваме, но за жал и во медиумите, па и во традиционалните медиуми, не само на интернет просторот, никако не стинува оваа појава покрај сите борби и заложби. Тука се разбира медиумската писменост која се уште недостасува кај голем дел од населението, можеби кај младите е подобра, но и таму не е сјајна работата. Сакам да кажам, се бориме сите против таа појава, но некако како да не успеваме баш. Или такав впечаток имам. Да, не, добро, значи, јас сметам дека, например, пред 10 години, пред 8 години, работите беа многу полоши. Значи, за време на политичката криза, што ја имавме, нели, 2015, 16, 17 година, ние имавме купишта дезинформации по медиумите, во националните медиуми. Имавме говор на омраза на ударните вести. Сега тоа повеќе го нема. Значи, тешко вие да забележите говор на омраза, не знам, во најголемите медиуми, не знам, на националните телевизии. Мислам дека сега состојбата е многу подобра. Тогаш, например, ни социјалните мрежи немаат толку големи тимови за модерирање. Сега во многу земји ги имаат. Тогаш немаше ни проверка на факти, сега има проверка на факти. Сега, борбата против дезинформациите, значи она што се вика нема silver bullet, нема нешто што сега можеме да го направиме и дезинформациите ќе прекинат. Значи, тоа е постојана борба. Значи, генерално, например, кај нас овдека, тешко можете да забележите појава на масовно, намерно ширење на дезинформации во медиумите, например, говорам. Има дезинформации при преземање на содржини. Например, еден медиум ќе објави нешто што не е точно и потоа тоа ќе го преземат други. Таква појава има. Ама да имате некој медиум каде што намерно, масовно, постојано, тоа нема. На социјалните мрежи го има, и ние се обидуваме во рамките на она што можеме да го направиме, тоа да го спречиме. Сега, покрај проверката на факти, значи проверката на факти е краткорочна мерка. Медиумската писменост е долгорочна мерка. Таа е можеби дури и поважна од проверката на факти, затоа што медиумската писменост останува цело време со вас, во текот на целиот живот. Значи, ако ги знаете начините на кои што можете да бидете измамени, ако знаете како да откриете дали некој медиум често шири дезинформации или не шири дезинформации, дали да знаете како да оцените, например, некоја страница или некој профил на социјалните мрежи, дали е автентичен или не автентичен, ако знаете да откриете дали во минатото ширел или не ширел дезинформации, значи кои се тие знаци кај медиумите, дали има импресум, дали има име на фирма, дали има телефон, дали има имейл адреса на која што можете да се пожалите. Значи, ако ги знаете сите тие финеси нели на овие дигитални технологии, тоа игра огромна улога во спречувањето на дезинформациите или спречувањето да бидете измамени. Например, тоа е сега што многу се случува, сигурно ќе разговараме за тоа, например, онлайн измамите се сега многу актуелни, многу ги има и многу растат. Така што медиумската писменост е многу важна и како што поминува времето, значи новите генерации се она што се нарекува digital native, значи они растеле со дигиталните технологии и нив е многу потешко да ги измамите, да ги излажете. И како што тие генерации нели ќе доаѓаат, нели многу потешко ќе биде луѓе да бидат измамени преку дезинформации или онлайн измами. Да, имаме една негативна појава која се случува на глобално ниво, која ова што се случува во Соединетите американски држави е доказ за тоа, па и актуелниот претседател Трамп многу пати досега тамо извадија тамошните факт-чекери многу работи кои се неточни, кои ги кажува јавно, потоа тоа се мултиплицира на социјалните мрежи. Слично е некако и со неговиот главен поддржувач Елон Маск, собственикот на X, кој сега кога ќе отворите Twitter или X,
веднаш прво што ви излегува е некој пост на Илон Маск, очигледно е така направено така да биде, веќе не знам, еве гледам дека Европската унија подготвува и сет мерки, казни за Екс, велат, пред се тоа е поврзано со кршењето на законот за борба против незаконски содржини и дезинформации. Ова што, за жал, еве, уште ова да додадам, Маск често самиот шерува теоретичари на заговор на својот профил, самиот шири информации кои се непроверени. Тој особено сака да ја потенцира една работа која е малку и бизарна, каде што вели дека најчесто се портретира дека белците биле најголеми трговци со робови во минатото. Тој тврди дека тоа не е така, па изнесува некои своји историски аргументи и така натаму. Сакам да го доловам само контекстот по кој се движи. Како против ова, кога ова станува мејнстрим, значи нешто што би требало да биде дел од маргините на јавниот дискурс, сега станува мејнстрим, кога најголемата социјална мрежа на светот или една од најголемите го промовира тоа. Да, добро, не. Twitter X не е најголемата. Една од најголемите, да. Не, Facebook е далеку поголема, видите. Не, значи, токму заради тоа имаме над 150 социјални мрежи за корисниците да можат да си изберат нели на која социјална мрежа да бидат. Значи, после преземањето на X од страна на Елон Маск, многу отидоа нели на Blue Sky, многу отидоа на Threads. Тоа е право на избор што го имаме. Значи, слободата на говорот е загарантирана, особено на САД. Значи, првиот амандман на Американскиот устав ја гарантира слободата на говорот и тука не може ништо да се направи. Значи, да, Твитер е под закана на Европската комисија заради непреземање доволно мерки за справување со дезинформациите. Ќе видиме како тоа ќе се развива. Арно ама, значи, ако он сака да има социјална мрежа на која што нели ќе се постираат такви работи какви што ќе се постираат, тоа е негово право. И тука едноставно имаме два начина да се бориме. Или да отидеме на друга социјална мрежа, или преку медиумска писменост. Значи да бидеме свесни, да знаеме што е вистина, што е манипулација, што е дезинформација. И да научиме како тоа да го цениме. Значи, да видиме, не знам, тој медиум или тој профил што постирал во минатото, дали зад него стои вистински човек или некој анонимно лице, да не веруваме, не знам, особено на некои лажни понуди и така натаму. Исто така има сега се засилува аргументацијата дека социјалните мрежи треба да бидат одговорни за своите алгоритми. Значи, социјалните мрежи ви прикажуваат содржини со помош на вештачка интелигенција, значи со тие алгоритми, со тој софтвер. Тој софтвер проценува што вие би сакале да видите и не знам, покрај она што му е дадено да ви го покажува. Сега, има се повеќе мислења каде што се вели дека ако алгоритмот на некоја социјална мрежа, например, предизвика масовна штета, дека компанијата што тој алгоритам го развила и го користи, не го тестирала, не проверила што може тој алгоритам да направи. Не знам, например, ако некој алгоритам доведе до голем број самоубиства на тинејџери, например. Да. Има случај каде што, не знам, имаше социјална мрежа во која што многу луѓе постираат
прекрасни фотографии, видеа од high life, нели, од живот на висока нога, со постојани забави, ресторани, дискотеки, со луѓе со прекрасни тела, журки и така натаму и например тинејџери кои што можеби немаат живот на таква висока нога, стануваат депресивни, дури и доаѓа до самоубиства. Тогаш има мислење и ставови дека оние алгоритми на оние социјални мрежи кои што можат да го повредат јавниот интерес, да предизвикаат голема штета во општеството, сопственикот на тој алгоритам да биде одговорен. Мислам, ова е нова работа, ќе видиме како ќе се развива, ама и тема и такви размислувања. Добро, за крај ве молам само за некус одговор, бидејќи темава е огромна, би можела да зборуваме уште доста, но нема време. Ова што го кажавте е интересно за законот за слободно изразување или законот за слободен говор. И кај нас, рече се сите што се обвинети за постирање на дезинформација, за лажни вести, сегогаш се повикуваат на тоа и велат дека ова е гушење на слободниот говор. Да, добро, Арно, ама мислам многу добро се знае. Каде е границата? Па сега, границата е како судот ќе го протолкува тоа што е кажано. Дали е говор на омраза, дали е директно одговорно за штетата која што е предизвикана. Прашањето ми е дали слободата на говор е безгранична? Не, слободата на говор не е безгранична. Например, ние имаме во нашиот кривичен закон членови против говор на омраза, така што говорот на омраза не може слобода на говор. Например, дури и на Нирнбешките процеси, каде што беа судени нацистите за злосторствата во Втората светска војна, имаше еден главен уредник на вестник кој ширеше говор на омраза против евреите, Дер Штурмер, јуришник, кој со години, со повеќе од деценија, ширеше говор на омраза против евреите и тоа доведе до концентрационите логори и 6 милиони луѓе да бидат убиени во тие. И дури и тој тогаш се повикуваше на слободата на говор, нели, ама тоа не беше прифатено, затоа што станува збор за очигледен говор на омраза кој има доведено до масовни злосторства против човештвото. Да, и тој беше осуден. Дури осуден беше на смрт. Да. Добро, господине Петрски, ви благодарам за ова гостување. Фала за поканата.